Почитувани гледачи на телевизија Морис, добро вечер и добро дојдовте во вечерта документарната програма. Првите 60 минути ќе бидат посветени на Средореч, односно на Долно и Горно Средорече. Самото Долно Средорече веќе беше видено од страна на телевизија Морис пред 30 дена. Тоа беше моментот кога дадовме ветување дека за великденските празници истото ќе биде повторно посветено. На вториот ден од големиот христијански празник Великден. Тоа вербавме дека всушност ако постои Долно Средорече, логично е да постои и Горно, само што требаше да се причака прилика за да го видиме. Така гласеше и легендата за постојање на ова села. Своевремено, под името Горни и Долни Чифлик, двете села, сместени во меѓуречието, го добиле името Средорече. Зато и ова емисија едноставно е нагласена Средорече. Тоа значи дека ќе го видиме и Горно и Долно Средорече. Кога веќе така и ги дословивме со едноставниот збор Средорече, ќе значи дека двете села ги врзува нешто. Токму така. За нив единствен е духовниот храм Света Богородица, кој што ќе дозволи на вториот ден од големиот христијански празник Великден сите да бидат на едно место. Тоа ќе биде денот кога ќе изнесат крст. Заеднички. Горно и Долно Средорече. Конечно ќе забележите и сами, почитувани гледачи, дека всушност носењето на крсти по некое правило секогаш се изнесувале на Ѓурѓовден. Записот од 73-та година ќе зборува за нешто повеќе, дека без оглед на пригушување на македонските обичаи средоречани знаеле да си ги терат. Може би е таа причина денес, на денот на снимањето, изгледа величанствено. Меѓутоа 6 мај, како без малку и секој работен ден, но средоречани им недостасувало народ, па тие одлучиле носењето на покрсти да го померат 3 дена напред. За великденските празници, кога секој ќе се врати на родниот прак каде и да е. Ова претежно ќе важи за Горно Средоречани, што, како дознавме, во Долно Средорече скоро и да не постои куќа без народ. Во Горно Средорече не е случајот сличен. Затоа пак заедничкиот храм Света Богородица ги собра денес на големиот ден за да се послужат од иконите што беше една година нема застоеле во храмот и да прошетаат низ богатото Средоречко поле. Да се помолат за беричот и благосостојба. Ова е моментот кога присуствувате на закитување на крстот. Беше многу народ се насобрал пред храмот Света Богородица. Сите тие заедно ќе предефилираат низ двете полина и низ она што му припаѓа на Долно Средорече и низ она
што му припаѓа на горно средоречје. Во окружот на храмот Света Богородица всушност се наоѓаат и вечните жители од двете села. Максимално почитувано место и од двете села. Не треба да се каже дека се води максимална грижа за храмот Света Богородица. Изгледа прекрасно. На завршување безмалку е и големиот црковен простор, кој што во иднина ќе важи како современа црковна трапезарија со кулина. Сите домаќини кои што се бават со било каков бизнис. А веќе рековме дека макар во долница да рече ги има многу, тие не желат ниту од средства, ниту од труд, за да го разубават храмот Света Богородица. Свесни се на крајот од краиштата дека кога тогаш, токму тој ќе ги сбриши. Сите ќе бидат заедно како денес. Последните години пробиени и патот до храмот Света Богородица со тоа дека се наоѓа до првото, односно на првото и возвишение над гордо седоречје. Истиот е изработен со донации. Да се слушне на далеко. Светите икони и светиот крст за неколку моменти ќе прошета низ родното средоречко поле. Китањето на крстот е работа на домаќинките.
Тука се уште трае операцијата за заклучување на крстите дозволат уште некој податок. За двете се, иако низ призната на носителите на покрсти, ќе видите возможност да ја видите и простежната разлика помеѓу двете села. Можно се да рече, очигледно има поголем број на куќи, но помалку жители отколку што живеат во Долно Седаче. Пребогато е со вода, без окна секој чекор бликаат долци, односно чешми со природно изворска вода. Патот е асфалтиран до сред селото. Горно Седоречани поседуваат се. Нешто подоцна, пак низ признато на носителите на крсти, ќе бидете прилика да забележите и панорамско видување на истото. Се уште се во храмот, Света Богородица. Благоугодно место. А дека е така ќе забележите и поинакчено семејство кој што успеало веднаш на темелите од црквата да се угнезди и да живее веќе неколку години на нас. Спомените не враќаат 30 години на нас. Уште еден доказ дека Средоречани се максимални почитувачи на македонската традиција и македонските обичаи, без оглед на времето, кога своевремено обичаите од ваков карактер беа забелувани. Всушност, уште при првото видување на селото Долно Средорече за Тодоровиот ден, односно за Тодоројца, забележавме како максимално се почитуваат сите обичаи. Тогаш сите домаќини, макар и работно расположени, беа посетени со гајди. Од друга страна пак, во чест на денот, секој гостин номерник беше почестен со варена пченка. Ова е просторот од црковната трапезарија, кој што е во изгодба. Со огледот е дека римникот затравот не е далеко од Горно Средорече, очигледно дека истиот ќе биде поплочен со материјал од сопственото поднебје. Како не изборуваше домаќинот, остануваат само уште неколку потези за да се дозаврши црковната трапезарија. И дори тогаш, пак заедно, Горно и Долно Средоречани на иста трапеза. Никад и двете оставаат млади. Откога се растави турскиот чифлик, по принципот на купување или задолжување, најповеќе се дојдениот издржавје Ботун, Лешево и Дојчиште. Тоа значи дека овде навистина се живее братски, иако не се како браќа крвно врзани. Сега може да почнеме. Христо, качите си камбаната. Ајде. Ајде, така, ајде, ајде, кажи ја песната. Христос воскресе и смерти усне поград, сушило гробје живот дарува. Христос воскресе и смерти усне поград.
кои така наложуваат. Првото поаѓање на носителите на крсти 3 пати ќе завртат околу храмот Света Богородица. Молитвениот дел, песната веќе ви е позната. Тие ќе се молат за беричет и благосостојба, да биде годината родна. Нешто подоцна ќе слушнеме во целост. Тие не само што ќе посакаат да зароси ситне роз, туку ќе посакаат младите момчиња да се женат, односно да има многу невести и синови. Крстите ќе се најдат на истото место во моментот на разврзување, односно од кога ќе го прошетат без ноку целиот синод од двете села. Успатно ќе бидат забележени сите обичаи, помеѓу другото и закупување на јајце во родната нива. Телевизија Мориси за прв пат забележа дека насред селата, било долно или горно Средорече, носителите на покрсти ќе бидат пречекани со богата трапеза. Ако веќе се молат за богатство и беричет, тогаш денот нека биде богат и даражлив. Денешниот ден, вториот ден од најголемиот христијански празник, Великден, во долно и горно Средорече е доброведен себепатник, намерник. Придружбата како носител на крсти не е забранета. Викаат овде е чест да се понесе икона. Или може би крст, односно свети багак. Со оглед на големиот број на посетеност, очигледно дека патникот намерник можеше да се случи да остане и без икона горадска. Храмот Света Богородица ќе остане оставен само неколку моменти. Всушност, тој ги пушти со скарите верници да прошетаат низ богатото Средоречко поле. Храмот знае дека сите ќе ни се вратат наскоро. Да даде Господ
Sitna rosa, Gospodi pomiluj. Sitna rosa, beričetna, Gospodi pomiluj. Kaj što vrvat čestni krsti, Gospodi pomiluj. Čestni krsti beričetni, Gospodi pomiluj. Da je česen beričetot, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod dar beričet, Gospodi pomiluj. Dar beričet vino žito, Gospodi pomiluj. Da se ženat ergenite, Gospodi pomiluj. Da se mažat devojčice, Gospodi pomiluj. Da se množat resjanite, Gospodi pomiluj. Što gi pravat običajte. Da daj Gospod eftinija, Gospodi pomiluj. Kilo žito za 2 groša, Gospodi pomiluj. Kilo vino za 2 aspri, Gospodi pomiluj. Da se ranat siromasi, Gospodi pomiluj. Siromasi siračinja, Gospodi pomiluj. Koji bez majka, koji bez tatko, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod vino žito, Gospodi pomiluj. Po planini šuma treva, Gospodi pomiluj. Po polina med i mleko, Gospodi pomiluj. Ponivite žito, ječmen, Gospodi pomiluj. Po lozjata grožje, vino, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod zimno žito, Gospodi pomiluj. Zimno žito dogredite, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod letno žito, Gospodi pomiluj. Letno žito dostrejite, Gospodi pomiluj. Da je pa selo veselo, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod dar beričet, Gospodi pomiluj. Krsti nosam, Boga molam, Gospodi pomiluj. Slušnost dvete sela, Dolno i Gornje Sredoveče, ne se poveća oddalečeni od 1000 metri. Посетителите на крстикини се од храмот, Света Богородица и прве се упатија кон оддалеченото, место мерејќи од храмот, према Долно Средорече, за подоцна преку плодното поле да допрат од источната страна во Горно Средорече. Се разбира за цело време ќе пеат познатата песна во облик на молитва до Всевишниот. Интересна е локацијата на двете села, почитувани гледачи, се време тоа дека гостелените имале намера да го причуваат родното поле за род, па се повлекле во првото возвишение, односно во подножјето од првото возвишение, барем кога е во прашање Горно Средорече. Тоа значи дека тие ја причувале плодната земја, која што своевремено, а може би и денес, значила живот. Истото се случува и со Долно Средорече, иако во понове време изградија се неколку објекти во самото поле. И колку да блика во вода Средоречкото поле, Средоречаниот секогаш се служеле со вода од селските бунари. Прва задача што ќе биде на носителите на крсти да запрат на најстариот бунар кој што денес е искучен, односно исфрлен во потреба, доброизливо го чуваат Средоречани како спомен. Викаат, токму тој бунар го назначува сред селото во Долно Средорече. Токму таму,
ќе ги чека богата трпеза. Богата трпеза за сите носители на крсти. Носителите на крсти од секогаш биле добродојдени. Тоа ќе и важи и за оваа домаќинка. Иде за собствениот дом за да ги почести. Без оглед колку во долно се дорече живее народ, никогаш истовремено околу луѓе не прошетале по селските јавици. Ги зближи празникот. Ги зближи собствениот дом, каде и да се. И најпосле недолно Средоречкото средсело. Покри стариот бунар кој што своевремено живо значал. Како забележавте, иако е исклучен од употреба, тој денес е окитен. Носителите на покрстот 3 пати се завртат околу него. А веднаш после тоа
се разбира после 30 минути одење по долно средоречкото поле ќе снимат и ќе се послужат со нешто. Во непосредна близина така и започна оваа старија за Горни долно средорече, работеше воденица. Таа и денес има што да меле. Помеѓу другото, секој носител на покрсти ќе добие и по едно великденско јајце. Тамели е Христовото воскресение. Молитвата за Беричет и благосостојба ете во овој момент ќе биде подкрепена и со вообичаениот израз кога средоречани наздравуваат. Да живееме. Овој момент ќе биде искористен за ове ковечување. Ќе биде направена заедничка фотографија. Документ на времето. Се разбира заедно и со оваа сторија што ја направи телевизија Морис.
Тој на свој крај падири и ова задршка на долно Федоречкото светсело. Целите на покрасти ќе мора да го продолжат патот. Овој пат низ богатото поле. Без малку низ целиот Федоречки семар. Успет на доматините желни за квалитетен и богат род ќе му се помолат на совешниот и се обичајат за купување на велигденско јајце. Овој обичај има силна символика, најповеќе во облик на заштита од елементарни непогоди. Своевременена песна како да беше опеана токму за Федоречкото поле. Овде како е навистина од три страни да изгрева сонцето, а од четири месечината. Овде како навистина три пати жетва да се жне и два пати гроздје да се бере. Се што ќе се посее на Федоречкото поле ќе роди. Федоречани веќе се убедени дека добра заслуга има и духовната енергија која што во облик на носители на покрасти придонесува безмалку секоја година за квалитетен род. Сега веќе можете да видите во прилика, почитувани вече, и да почувствувате престапната оддалеченост помеѓу двете села, Горно и Долно Федорече. Носителите на крстите се приближуваат кон Горно Федорече.
Само исто така, на Горно Седоречкото средствени ќе бидат пречекани со богата трпења. Се разбира, оставајќи му го полето на Свевишниот, да го награди вложениот труд, да бил вложен за орење и копање. А тој како да гледа. Светиот храм е неговиот дом. Носителите на покрсти безмолку се приближија до грко-полскиот атак. И најпосле го Горно Седореч. Веднаш по целото река. Седоречани викаат богатство.